Постојат многу приказни околу тие два наводни погреби на маршалот Јосип Брз Тито на 8 мај 1980 година. Всушност вистината е една. Постои само еден погреб, а всушност некаде после полнок денот на погребот врз гробот на маршалот Тито е ставена таа мермерна плоча тешка 10 до 12 тони. Господине Копривц, во вашата книга Летот на генералот, ви откривате некои нови детали околу погребот на маршалот Јосип Брз Тито, кои се многу интересни и на некој начин фрлате на светлина на сите тие шпекулации, кои беа безброј во изминатите 15 или 20 години кои се шира на просторот на поранешна Југославија. Првата шпекулација е дека постојат два погреба. Значи би можеле да расчистиме што всушност се случува, бидејќи генералот Долничар беше генерален секретар на претседателството на СФР и беше еден од главните оперативци во реализација и спроведување на тој погреб. To je još jedna od mnogih priča koje neki veoma produktivno konstruišu o Titu i o njegovom životu i o njegovoj smrti. Faktički je Tito sahranjen onako kako je obaveštena tadašnja javnost, ali je bilo zaista nekih tehničkih problema na samom groblju sa pločom koja pokriva grob. И велат од технички причини, таа мермерна плоча која е сега ставена, не можеше да биде ставена на гробот. И ставена одредена плоча макета, изработена од дрво и од одредени картонски материјали, а вечерта, веднаш после погребот, таа иста комисија, значи, ја става таа мермерна плоча и со записник тоа евидентирано вела дека после 30 години ќе може да се отворат тие архиви да се провери. Baš tako. Значи, тоа вие го пишувате во оваа книга за генералот Долничар. Da. To spominje general Dolničar kao jednu od tehničkih činjenica. Има многу шпекулации околу тие два погреба на маршалот Тито и денес веројатно се веќе појасни работи дека има еден погреб, меѓутоа технички причини дента кога се погребува не може да се стави таа мермерна плоча, туку е ставена одредена макета и дека вечерта со официјален записник на 8 членови на комисијата кои беа избрани, мислам дека Драголип Ставрев кај нас, Шандор Мајор, мислам Хоџа во Косово и така натаму. Значи е погребен и е ставена таа мермерна плоча. Pa evo da vam kažem, ja sam pristao svemu tomu, pošto sam bio i tad u SUP-u i vodio sam taj ceo program i sve. Posle smrti ubačen je u sanduk metalni koji je u Ljubljani, ja sam bio prisutan, znači savio sam mu čak i taj prsten onaj o kome se priča, posle se pojavio u Zagrebu i takve stvari. Prstenot sa safir koji go nosi što od Rusije. Jeste, one što je on stalno nosio. Onda je taj metalni sanduk zavaren, ubačen je u drveni sanduk. Ja sam pored tog sanduka proveo, znači sve do Beograda, u Beogradu i do sahrane. Znači nije bilo šanse da nije tu, ko što danas pričaju, i da je ovo ili ono. Sahrana je bila obavljena tako što je, da bi moglo da se manipuliše sa, to napravljeno je isto kao što je ta sad koja je gromada, potpuno isto je napravljeno kao kutija šibica iz dva dela. To je bilo ovako stavljeno na dve strane, kao maketa toga. Onda kad je spušten kako se zove, kovčeg dole, to je zatvoreno. Jedno drugo na šinama je bilo i samo se spojilo, znači ništa. U 2 sata noću je došla dizalica, podigla je krov na kući cveća, ubacila je ovu stenu, ovu gromadu, znači pravi ovaj koji sad postoji, i ja sam posle toga otišao kući. Znači, nema šanse da je neko posle toga digo tih 9 tona mermera i odneo bilo šta, ili njega slomio sam ja proveo do zadnjeg trenutka tu. Znači, sve ušte može da go naјдат тамо,
Užička broj 15. Сите што се сомневаат. Da, tu nema šta, tu se ono bude pričaju sad. Тогаш потесното раководство на Југославија расправа, бидејќи вие веќе се сочувате со неговата болест, веќе почнувате да размислувате што после Тито, има неколку варијанти околу погребот на Јосип Брос Тито. Ако не се лажам, едната од варијантите е да биде на Сутјеска закопан, втората варијанта е да биде во Загреб, третата варијанта некаде во Белград и на крај се одлучува за Дедиње или Ужичка, кај што има живеено. Kad se raspravljalo na sjednici dva predsjedništva Jugoslavije, tada je Nikola Ljubičić na tom sastanku rekao kako je imao jednom razgovor sa Titom i kako je Tito u tom razgovoru govorio o tome gdje bi želio da bude sahranjen. Тогаш Ljubičić се уште началник на генералштабот. Tada je još bio ministar odbrane. Значи министар одбрана е Ministar odbrane. I Tito mu je rekao da bi najviše želio da bude sahranjen sa svojim borcima na Sutjesci. Ako ne na Sutjesci, onda u Kumrovcu, rodnom selu, ili u Beogradu, ali kad je govorio o Beogradu, rekao je ne na Kalimegdanu gdje su grobovi Ive Lole Ribara, Moše Pijade, Ivana Milutinovića. На некој начин таа алеја на великаните. Da on je izrazio želju, ako bude sahranjen u Beogradu, da bude sahranjen u kući Cvijeća. Значи во Ужичка. Da. Кај што беше U kući погребан. Cvijeća. Jer to je dio Užičkog kompleksa. Kompleksa Užičke. Кај има живеено. 15. I on je vrlo često odlazio u tu kuću Cvijeća, vrlo često je tamo radio, ima jedan prostor radni, tu se lijepo osjećao. Добро, господин Диздаревич, дали е размислувано, дали е разговарано да биде кремиран или балсамиран? Ne, Titova isključiva želja je bila da on bude sahranjen na jedan normalan način, bez ikakvog kremiranja, bez ikakvog balzamiranja. To je bila isključivo njegova želja. Се наоѓаме пред зградата на Собранието на Република Словенија, кај што тамо далечната 1980 година на 6 мај за прв пат беше изложено телото на Јосип Брос Тито после неговата смрт. Од тука, од пред зградата на Република Словенија, всушност подоцна беше организирана целата таа процедура на носење на неговото тело до Белград и закупувањето во Ужичка број 15. Ви имате изготвено едно сценарио кој се нарекува Центар. Значи, без малку настрана од овој оптимизам, сепак протоколот на Словенија кој беше задолжен за целата таа операција до самиот погреб, всушност го изработил тој сценарио Центар, вие го изработувате тој сценарио, во кој се предвидени сите активности како ќе се однесува државата во случај на, не дај Боже, нели, да дојде до смрт на маршалот Тито. Значи, вие го имате изработено тој план и без малку го имате и за спроведено 100%. Pa vidite, to treba shvatiti da mi smo pre svega te stvari sve pripremali na nivoju Jugoslavije. Tako da, recimo... Кога почнува да се спрема, то некаде јанари, февруари Da, веќе. da. I normalno je da smo sve te stvari pripremali i pripremili koje su bile, kao što vi kažete, za ne daj Bože, jel? Ali to je bilo spremljeno tako da kad je već došlo to, mi smo dosta stvari već imali pripremljenih i poslije, jasno, napravili smo samo posljednje projekte.